Драги мои, добре дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум Маја, вашата домакинка, ова е мојата кујна, а денес ќе ви подготвам еден рецепт кој е инспирација од сите тинејџери обседнати со нездрава храна. Верувам дека сите вие кои сте родители на тинејџери имате проблем да ја исфрлите сите оние хамбургери, тостови кои нашите деца ги обожаваат. Мојот син Лео е опседнат со хамбургер. Знам, звучи како немајка и многу пати се чувствувате така кога им давате да јадат, но јас немаше да бидам јас ако тоа не направам своја кованица и не понудам поздрава варијанта која може да биде дел од буквално неделното меню на вашите деца. Штом јас успеав да го протнам, верувајте ќе успеете и вие. Денешниот рецепт е хамбургер, но малку поинаков. Ќе направиме интегрално лепче, ќе направиме бургери од мисирка, ќе ставиме поздрави зачини внатре, ќе го издекорираме, ќе го замачкаме со она што е кетчап, мајонез, дел од хамбургерот и верувајте, е право задоволство на чинија. Најпрвен ќе ги направиме бургерите. Ќе ги почнам од нула. Не знам за вас, меѓутоа јас ке користам машина за правење леп. Сакам да ви кажам дека во вашата кујна најбитно да ви е лесно и едноставно. Многу е важно да си ја олесните работата, а при тоа да имате здрави оброци. Кога купив машината за леп, мислам дека ми се препороди животот. За 2 часа имате готови лебови за сендвичи, интегрални теста, многу програми. Строго ја препорачувам да имате во секој дом. Значи ставаме, мојата е по рецепт кој доаѓа заедно со машината, вие може да употребите некој кој доаѓа со вашата машина или да го следите овој рецепт, да користите само програма за месење и стасување. Значи ставаме 2 шолји бела брашно и 2 шолји интегрално брашно. Да, ќе користам интегрално брашно во бургерите. Навистина. Ставаме 360 мл вода. Ставаме 1 квасец. 2 лажици сол. Јас ќе ставам со рака. Вие мерате. И шекер. Две лажици шекер. Мислам дека ќе додадеме малку масло. Околу 50 грама. За да има повеќе вкус како на лепиња, онака ја купувате во пекари. Затворете. Бирате програма. Јас ќе изберам само за стасување и за месење. И вклучувате. Машината го прави се она што вие треба да го направите, да се испотите и малку повеќе да работите. Додека нашето тесто стасува и се создаваат прекрасни меори во нашите банички интегрални за хамбургер, јас ќе ја направам моите бургери од мисирка. Користам мисиркино месо. Не знам дали сте знаеле, мисиркиното месо содржи 20% помалку калории и има 75% помалку масти дури од пилешкото месо. Многу интересен факт, зашто треба да го употребувате, бидејќи едно од најздравите варијанти кои постојат за месо. Јас имам тука околу 400-500 грама, што е доволно за околу 4 бургери, доколку правите повеќе, доколку тие се поголеми, искористете повеќе, само да дадете малку повеќе од намирниците. Во блендер ќе ставиме 2 парчиња интегрален леп, повторно, цело време ќе ви нагласувам, интегрален. Навистина сакам да ве убедам дека интегрално не значи безвкусно, интегрално не значи како картон. Интегралното може да се разубави, да му се даде шмек и да стане, дури фенси. 2 парчиња леп. Потребни ни се да го збогатиме месото, мисирката да го впие јајцето, сенфо да ја направи плескавицата малку посува, да може да ги убедите вашите деца дека тоа е навистина правото месо.
2 парчиња леб. Ставете ги во мисиркината меса. Ке месам са раце да не се лажеме. Да почнеме само повторно. Ставаме едно јајце. Јајцето ќе ги врзе сите состојки внатре. Ставаме кромит. Јас имам половина, бидејќи е голема ќе ставам 1/4, не сакам да доминира, но нема бургер без кромит. Ќе го иситнете ситно. Додадете го во смесата. Отприлика тоа е тоа, се што се суви намирници. Продолжуваме кон зачинување. Ви треба една лажичка сенф. Сенфот ќе го збогати вкусот на мисирката, бидејќи кога ќе испечете на скара, таа знае да биде малку тегава, малку да има безвкусност внатре. Сенфот ќе им даде точна доза на оживување на месото. Ќе додадеме малку лук во прав. Предпоставувате, мора да има лук. Многу малку куркума, за да добие боја месото. Само заради боја. И последниот зачин, што ви советувам строго да го потребувате, е коријандар во зрно. Помислете на вашите деца, на се што ви изнервирале, на тоа колку пати денеска сте им се обратиле и тие не се свртеле на своето име, на кесата која не сака да се отвори. Ставете малку коријандар во зрно, кесичка и истурете целата енергија. Или користете мелница доколку сте понежни, немате нервози. Исторете во мисирката, пипер, и нашиот прекрасен зачин на дафинка. Зачините на дафинка имаат мноштво на вкусови внатре, сушен зеленчук. Ќе го оживеат секое месо. Една лажица. И почнете. Месете како да месите тесто. Треба се да соедините. Убаво измесете сите состојки да се распоредат на секаде низ плескавиците. И оставете го месото да одмори 10 минути, додека ги подготвите другите намирници, додека ви се згрее тавата, само да ги впие сите вкусови. Додека нашето месо се одмара и ги прима сите вкусови кои ги ставивме внатре, ќе ги подготвам компирите. Сигурно предпоставувате и помфритот ќе го зезнам и ќе го сменам и нема да биде пржен во многу зејтин. Нема да го зезнам, ќе го направам повкусен.
Начинот на кој го правам помфритот во рерна, а да биде крцкав исто како да е испржен во масло, во многу масло, го правам на тој начин што го сечам на поголеми, малку подебели парчиња за помфрит, ги ставам да се проварат точно 7 минути. Значи, на вистина, точно 7 минути. Ги цедам, дозволувам да излезе парејата од внатре, односно вишокот воздух. Ставам зачини, ги ставам на фолија за печење и одат во рерна уште 10 до 15 минути на 200 степени. Добивате крцкав помфрит. Но здрава варијанта. Имаме 4 компири. Ги сечеме на подебели парчиња. Ако направите онаков тенок помфрит, ова нема да ви биде баш успешно. Значи, ова е дебелината. 1 сантим. Ке го викаме рустичен компир, шпански компир, дајте му некој интересно име. Секогаш проаѓа. Ова е купот од помфрит, ќе го ставиме во зовриена вода 7 минути. Аз имам мојата прекрасна тенџера. И ги ставаме компирите, без ништо. Седум минути. Ќе ги префрлам на другата рингла. А тука ќе ја ставам мојата тава. Ја ставаме тавата да се згрее. Ја превртуваме даската, биде чиста. И почнуваме да ги правиме бургерите. Не е ниту готвачки трик, ниту техника. Ова е една мајка која морала да се снајде. Имам еден капак од крем, чоколаден крем, од една лунана витаминка и ќе го искористам да ги обликувам плескавиците. И ставаме една количина, не знам, една рака, еве, топче, помеѓу две кесички, земате капакот и притискате. Што ќе остане. Затоа што сакам да имам совршен облик за лепчињата. Само така пораѓаат. Еве како изгледа. Кажете ми дека ова не е прекрасен бургер и не личи како да доаѓа од сите оние синтетички продавници за брза храна, ресторани и така натаму, ама е рака здравје. Ке ставиме, денеска користам помас масло, бидејќи трпи високи температури и нема да ставате директно на тавата, плескавица или скара, никогаш не се прави така. Ставете директно на плескавицата, целосно премачкајте ја. И ставете да се... Не ја подместувајте додека не создаде комплетно цврст слој од оздола и не направи траги од скарата. Кога лажете, излажете како што треба. Повторно. Ете втората. И така една по една, завршете ги сите плескавици и оставете ги да се одморат едно 7-8 минути пред да ги користите во бургерите. Моите плескавици се скоро готови, на тит на саатот за компирите.
7 минути. Не заборавајте. Ете ги, зовреа. Значи, ова е само да ги омекнете, а да може после редната на висока температура да ја скрцка кората од озгоре. Земете сад за печење. Внимателно, бидејќи моето фенси тенџере е потенцијална повреда. Ќе ги исцедиме и ќе дозволиме некоја минутка да испари паријата. Паријата е вишок од вода која е задржана во компирен, не ви треба, бидејќи со таа вишок пареа ќе нема да добиете таа крцкава кора. 2-3 минути. Се надевам дека моите плескавици нема да изгорат додека јас ги тинтрам моите компири. Ете. Скоро испарија и ставете ги на подлогата за печење. Значи не се готови, немој да се излажете дека се готови. Ова е тоа. Само е почнато готвењето. Распределете ги убаво да биде секоја засебно, бидејќи сакате од сите страни да направат кора. Убава кора. Редната уклучете на околу 220 степени. И тоа е тоа. Ставете масло. Убаво, бидете дарежливи. Мешан зачин дафинка. Црвен пипер. Бидете дарежливи, ќе ги викаме, нели рековме, зачинати, шпански, бабини, фенсиме, тоскански, измислете нешто, само да пројде кај вашите деца. Ставаме од престанатата куркума и малку бибер. Со раце. Не е веќе толку жешко. Убаво измачкајте ги, многу е малку и топло, ама внимавајте. Ако доволно време ги оставите да испари паријата, ќе можете да ги допрете. Ете, сите се премачкани. И одат. Значи, околу 15 до 20 минути на 220 степени во ревна. Мислам дека моите плескавици се готови. Еве погледнете како изгледаат. Имаат се што е потребно. Траги од скарата, мирисот на бургер, апсолутно се. За да имате и дополнително чизбургер, ставете сирење кој лесно се топи веднаш што ги извадите бургерите од скарата. Ќе се растопи. Сложите ги. Моето тесто стасува, но ви кажав дека овие бургери се дел од неделното мени, некогаш ги правим и 2 до 3 пати. Имам готови лепчиња од претходно. Вака изгледаат. Малку се црни, малку се рустични, сето тоа е намерно, сето тоа е за вкусот. И сечете ги на половина. И Бони е фан на овие хамбургери. Мирисаат совршено. Она што би сакала како совет да ви го дадам во кога ги подготвувате, немој никогаш да ги сечете додека се топли. Интегралните лебови бараат да отстојат час до 2, бидејќи треба готвењето на интегралното брашно продолжува и од кога ги извадите од рерна. Затоа оставете ги за да не ви делуваат дека се тегави, влажни, мокри внатре, оставете ги па потоа и сечете ги. Моите изгледаат вака. И сложуваме класичен бургер. Имам кетчап. Ставите кетчап. Ставете колку што можете помалку.
колку ви проаѓа, ама да го има како вкус. На другата страна ќе ставиме мајонез витанез. Имаме ајсберг салата. Ја користам ајсбергот, бидејќи е малку покрцкава. Ставете зелена, апсолутно неважно. Финтата е во крцкањето. Затоа ја користат и другите познатите ресторани за брза храна. Ја ставаме плескавицата и нема бургер без кисели краставички. Би сакала да ви кажам, бидејќи веќе сме во сезона на зимници, не постои ништо полесно од правење на кисели краставичи, иако пакет МК може да ви ги достава директно до вашата адреса, само со еден клик на вашиот телефон преку нивниот сајт кој е наједноставен на светот. Можете да си ги направите дома, се прават многу лесно, се редат во тегли. Наредете ги во тегли, ставете кило вода, 300 грама оцет, малку семе од синап, големи зрна бибар, затворете и тоа е тоа. Конзервирате на оној познат наш начин, на кој конзервираат сите наши баби, на кој правиме зимница. Јас не правам баш зимница, морам да ви признам, и сум среќна што пакет МК постои. Но, направете вие, пратете ни слики, побарајте не, кажете ни некој совет, дајте ни некој, не знам, начин да направиме зимница за 20 минути, може би? Не. За 2-3 часа, нешто што не одзема време, нешто што е интересно, нешто што е специфично и ние ќе го презентираме во нашата емисија. И затворете. Вака изгледаат бургерите. Ќе ги почекаме компирите да ви направам целосна презентација на мојот совршен интегрален хамбургер. Компирите се веќе готови, ќе ги извадиме од рерна, внимавајте да не си изгорите. И ќе ги сервираме заедно со хамбургерите. Изгледаат како вистински помфрит. Тоа беше се за денеска. Се надевам дека ви се допадна мојата кованица на поздрав бургер и се надевам дека ќе се охрабрите да ја направите. Доколку ви се допадне рецептот, користете го слободно во неделното мени, дури по неколку пати, бидејќи навистина е направено од здрави намирници. Вие следете на нашите официјални профили на Готвиме со Маја на Facebook и Instagram, праќајте ни сугестии. А ние се гледаме веќе утре со нови рецепти во Готвиме со Маја.